Еве сме назад во студиото на Македонија денес. Доаѓа момент секако да ја најавиме меѓународната изложба на современ накид, флора наспрема фауна, и верувам дека ќе биде доста интересна за сите оние љубители на уметноста, на современиот накид да бидат дел од оваа изложба која што се поставува и се отвара утре вечер, 26 со почеток во 20 часот во еден од најстарите музеи во Македонија, секако Природно-научниот музеј во Скопје. Ќе има голем број на дизајнери кои што ќе ги прикажат своите дела, 5 мина извонредни дизајнери, меѓу кои секако и нашите денешни гости во рамки на емисијата Македонија денес. Ова утро ги имаме секако дел од учесниците на оваа изложба, познати уметници во Македонија, барем оние кои што следат современ накид, знаат што значат имињата на Биби Клекачковска и Глигор Кузмановски. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Ви благодариме што сте непосредно пред почетокот на изложбата во Македонија денес да ја најавите, па еве, за каква изложба всушност станува збор? Современ накид, 5 мина извонредни дизајнери, како што кажав на самата најава, успеа да направат една поставка која што ќе може да ја погледнат сите љубители на уметноста и на накидот. Па, како што кажавте, станува збор за изложба на современ накид, што е посебна категорија на накид. 5 автори, секој работи индивидуално со многу препознатлив стил. Имаме двајца гости, едниот е Симон од Бугарија и Јоана од Романија. Иницијативата беше на Јана Ацевска, колешка наша и пријателка блиска, и сите работиме на темата која што е зададена. И за друго ги поканувам гледачите да дојдат утре. Да, Јана Ацевска е таа која што ја поттикна оваа идеја за организирање на ваква изложба на современ накид. Вие рековте дека станува збор за посебен вид на накид. Што подразбира современ накид? Имаме ли некоја дефиниција за овој тип на накид? Дефиниција баш нема и многу се дебатира на темата, ама станува збор за посебен израз, значи на ракотворење, на уметничко делување, каде што самото парче накид е нослива скулптура, да кажем, или носливо уметничко парче. Да. Самата тематика на изложбата на современ накид се флората и фауната. Инспирирани секако сите вие од токму флората и фауната креирате за токму оваа изложба. Па колку беше предизвик една ваква тематика за тебе лично, Глигор? Секако дека беше предизвик. Јас и материјалот во кој што работам е природен, така да ми е многу блиско и само се надоврзав. Лично мене инспирација ми беше мофта од некои далечни патувања, да, не само од дрвото и на карпите. Така да ќе биде многу интересно и јас ги поканувам сите гледачи да поминат и колку се сите 5 мина дизајнери кои што се дел од оваа изложба различни помеѓу себе во однос на создавањето и на креирањето? Ќе има ли некои сличности помеѓу самите вас во однос на тоа што све е подготвено? Па не би рекла сега, не знам. Например, ако зборуваме за материјали, Јана, јас, Симон, па мислам дека и Јоана во овој случај работи со метал, ако е тоа некакво поврзување, ама техниките и изразот се толку различни. Секој си има свој печат. Секој има свој печат. Што значи ќе биде доволно интересно за сите оние кои што ќе сакаат, освен изложбата, ќе има ли можеби нешто друго во рамки на овие неколку дена, поставеност на флора и фауна во Природно-научниот музеј во Скопје? Ќе може ли да се откупуваат овие ваши креации? Да, секако дека ќе можат, веројатно тоа ќе се случи на последниот ден, меѓутоа посетителите ќе можат да ги гледаат делата до недела. Да, до недела секако отварањето е утре вечер. Имаме и гости кои што доаѓаат, како што кажавте, Јоана Арделан од Романија и Симон Шумов од Бугарија. Досега сте имале можност можеби да се запознаете со овие дизајнери или пак да видите дел од нивната работа. За какви дизајнери станува збор? Со Симон се запознавме во Скопје, кога гостуваше, во јавна соба имаше денови на накид, така? Да. И тогаш прв пат се запознавме со Симон, он е многу успешен, прекрасно работи. А со Јоана се запознавме сега оваа година, оваа пролет, кога заедно сите како колектив со уште една дизајнерка Марта од Охрид гостувавме како колектив во Букурешт. И таму се запознавме со Јоана и она има фантастичен израз. Колекцијата
на аутор на сајмот во Букурешт и беше со јаглен. Сега работи со метал, така да мене ми е интересно и да видам што другите ќе направат исто така, затоа што... И за вас изненадување, веројатно, што она ќе донесат останатите дизајнери. Глигор, колку со внимание се подготвуваше за оваа изложба во однос на флора и фауна? Рече дека мофта била твоја инспирација и веројатно дека е тешко да се создаваат модни, уникатни парчиња накид токму од овој природен материјал. Ба добро, ова со мофта ми тлее веќе подолго време и кога Јана ми ја соопшти идејата, ми дојде као супер. И од самиот почеток не е тоа само седнуваш и работиш, меѓутоа претходно имаш подготовки, размислуваш, твориш во својата глава за да после тоа го представиш на едно парче дрво, да речеме. Колку може да се носи тој накид? Колку ќе биде издржлива мофта во трајноста на накидот? Еве едно парче каде што може да видите, тоа е пример од северните краишта, значи северната страна на северот. Издржлива. Особена техника интересна веројатно за изработка на накид и не така лесна како што кажавте вие. Од идеја до реализација веројатно треба навистина многу време за да ете едно вакво модно парче се најде во нечии раце. Да, треба и нормално не е како секоја бижутерија што се наоѓа на пазарите, арт накидот мора да биде издржан и технички, не само да биде убав за око. Да. Биби, вие секако работите, како што кажавте, со метал и така ќе биде представена вашата сето она што вие го подготвувате токму за оваа изложба. Колку парчиња накид секако подготвивте за оваа изложба? Бројката стално до последен момент не е позната. Јас овој пат ќе правам комбинација на сребро со дрво. Мене ми е исто интересно, мислам, секој пат кога имам одредена тема, ми е предизвик да извадам нешто ново од себе. Така да и овој пат ќе се представам со нешто невообичаено, можеби за тие што ме познаваат, ќе видат нешто ново од мене. Колку парчиња стварно ќе видиме. Колку луѓето, колку кај на себе во Македонија сакаат луѓето да имаат уникатен накид и вакви некои форми и креации кои што се необични, не секојдневни на пазарот. Сакаат ли да бидат македонците уникатни и единствени? Па се повеќе. Значи прво треба и идејата да постои и луѓето да се запознаени, а знаат и се повеќе дознаваат за карактеристични парчиња, авторски парчиња, кои што можеби не толку имаат вредност злато, толку сребро, толку камен ваков, камен онаков, туку и самата емотивна вредност на парчето, самиот дизајн, пораката што ја носи, значи наративот, символиката што ја има. Така да се повеќе има публика и за вакви парчиња накид, што мене ме радува. Да, особено вас ве радува, а секако сигурно ве радува доколку има и млади и нови генерации кои што сакаат и да изработуваат ваков накид. Па колку има интерес за да се изучиете, да кажеме, овој занет? Па сега ние мешаме техники најразлични. Сега јас кога почнав со филигранот. И сега се уште ми е драга како техника и ја користам многу, но гледам кога создавам парче да биде само еден дел, да техниката да е некако како некаква позадина, да кажем. Значи низ годиниве интересот за изучување конкретно на филигран е многу зголемен. Сега мислам многу е заживеана техниката, што е одлично. Сега тоа носи и одговорност кај сите тие што ја работат, да работат квалитетно, да ја надградат, да кажеме, со сопствени откритија. Има ли квалитетни изработки на филигран во Македонија? Еве, вашето око што може да забележи? Има. Јас ќе кажам дека на Биби се многу квалитетни и веќе е апгрейд на она што го кажа. Сакате да го пренесувате вашето знаење на помладите? Да, кога има интерес, да. Пред колку години, пред 12 години, 2005 имавме една година проект каде што 7 месеци практично обучував 10 ученици имав
и повеќето од нив се уште во сферата на изработка на накид и на накид, така да тоа вистинска убавина е да се погледне сета таа изработка која што ја правите токму вие дизајнерите на накид, особено овој современ накид изложба која што ќе биде поставена утре вечер во Природно-научниот музеј. Сигурно сум дека ќе има што да видат сите оние кои што ќе дојдат. Глигора, и вие сте во очекување на изложбата и да го поставите секое она ваше модно парче на соодветно место. Па еве, колку за вашата техника на работа има интерес кај другите, затоа што имавме можност со вас да разговараме во рамки на емисијата Македонија денес за самиот процес на изработка на накидот, колку е тешко и колку навистина бара и време и внимание и љубов. Па исто како и другите техники, е тешко да се изработи, меѓутоа интерес се повеќе. Ако представиш нешто што е добро и квалитетно и допадливо, и ако при тоа има некоја порака во себе, секако ќе допре до поголем број на луѓе. Да. Напоменавме секако уште еднаш ќе кажеме дека изложбата ќе биде отворена утре вечер во 20 часот, а 5 извонредни дизајнери ќе се представат со своите креативни сили и моменти, секако токму создадени модни парчиња на тема флора и фауна. Јоана Арделан од Романија, Симеон Шумов од Бугарија, Јана Ацевска, Биби Клекачковска и Глигор Кузмановски од Македонија. Значи 3:2 домашни против странци. Ќе видиме кој ќе победи секако на крајот од изложбата и дали ќе остане барем едно парче. Јас се надевам дека се ќе успеете да распродадете и да израдувате љубители на современиот накид. Ова е накид кој што има навистина непроценлива вредност. Колку кај нас во Македонија се вреднува и се подготвени луѓето соодветно да платат за уникатно модно парче накид кое што ќе биде единствено само за нив? Па јас би рекла се повеќе има интерес. Каде вие најмногу ги продавате вашите креации, тука во Македонија или надвор од границите? Па би рекла и или тука странци и кои што надвор. доаѓаат тука. И тука и надвор, пошто и да, се трудиме, мислам дека сите и да гостуваме надвор, така да имаме прилика исто и да се покажеме. Да, па кога гостуваш надвор, гледаш до каде се стигнат со работата, бидејќи кај нас е мала група на луѓе што го работат и мала група што го консумираат, така да мора да бараме и надвор. А често имате изложби надвор, секако сте дел од... Па кога сме во можност да гостуваме. Да. Некој најинтересно гостување за вас, Глигор, и некоја поставка која што сте имале? Тематика која што Последно гостување што го имавме во Букурешт на Аутор беше едно извонредно чувство. Во кои рамки беше, дали беше голема организација, голем број на уметници? Што беше толку посебно што ви остави таков печат? Па, се беше посебно. Тоа е голем сајм на современ накид. Имаше учесници од 80, може и повеќе земји, да, во огромен простор, прекрасно средено, организација, луѓе што почитуваат уметност, купуваат, се беше. Да, веќе создаваат таа традиција на почитување на авторски парчиња, на уметнички, на нослива уметност, да. Така би се нарекло тоа. Така да и посетителите што доаѓаат веќе имаат изоштрено око и знаат да препознаат и да купат. И оваа изложба секако која што е меѓународна и која што ќе биде поставена од 26 до 30, верувам дека ќе биде еден чекор напред кон зголемување на нивото и кај нас во Македонија во однос на прифаќањето на уникатните модни дизајнерски парчиња, накид, како што кажавте вие, кој што е единствен, но нослив. Ние честопати се сомневаме во тоа како овој накид кој што вие го изработувате би можеле да го носиме, но навистина оние кои што знаат многу добро да го искомбинираат. Да. И ете, сајм кој што можеби некогаш ќе се случи токму и кај нас, како и да е, до тогаш вие сте отворени за соработка со сите оние кои што сакаат да изработат и да прикажат современ и убав уникатен накид. Во секој случај, голем број на изложби кои што се надвор од границите, а вие ги посетувате, ете, на еден навистина убав начин зборуваат за тоа дека и кај нас во Македонија има вистински уметници кои што можат да се представат во меѓународни рамки, па верувам дека и како домаќини сега на оваа изложба ќе се покажеме во навистина едно убаво светло и ќе има голем број на посетители кои што пред се ќе дојдат да ја ценат вашата уметност и работа и да дадат особено внимание и придонес кон развивање на оваа уметност. Се надеваме, да. Јас се надевам искрено дека ќе биде
добро посетена. Ќе ги поканиме сите гледачи во секој случај. Се надевам и вие сте нетрпеливи до отварањето, а веројатно дека имате и уште работа, сигурно ве чекаа дома уште некои парчиња накид кои треба да бидат доработени. Со креативен процес е така, кога се почнува и стално, може и вака, може и вака. А повторно и секаде има инспирација која што ја црпите и ја наоѓате, па веднаш веројатно кога ќе стигнете во вашиот дом и местото каде што тоа го изработувате, седнувате и тука се губи веројатно чувството за време. Да. Дефинитивно, кај вас уметниците е тоа така и верувам дека е навистина вистинско уживање кога на крај пред се сами ќе го видите своето завршено дело. Секако дека е уживање, уште поголемо кога и другите кои ќе го видат и ќе ти кажат браво. Значи ти дава некоја енергија да продолжиш да твориш. Колку сте меѓу себе критичари еден со друг? Одлично. Погледот кажа се. Секако дека сме критичари си помагаме. На моменти кажува што е добро, што не чини, каде можеш да поправиш нешто, каде... Мислам, секој од нас тоа го прави, искрено. Да, мислам дека и двајцата еве конкретно за нас, мислам дека сме перфекционисти, сме многу големи себе критичари. Така да ако ќе се изнесе нештото. Ама да, и позитивна критика и некоја идеја, например. Ако имаш на колега да му кажеш, ова може и вака и ќе биде уште подобро. Најважно е да се прифати критиката и да се прифати секој коментар, се со цел нели на крај сето тоа да заврши убаво и без некои негативни критики и коментари, но во секој случај вие веројатно прифаќате и кога на некој можеби нема да му се допадне вашето парче. Има ли такви кои што велат, Глигор, зашто правиш ваки работи? Има многу. Што е ова? Што е ова дрвото? Сме ја надминале таа фаза да имаме потреба на сите, да им сме допадливи, така да. Имате свој круг на луѓе кои што сепак сакаат и почитуваат сето она што го работите. Јас навистина ви се воодушевувам на креативноста, на сето она што го имате и го отворите и го пренесувате како уметност и сигурно сум дека ќе има голем број на посетители кои што ќе уживаат во вашата изложба. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодариме на вас. На покана. Да, секогаш скромни во зборувањето, но нескромни во работата и секогаш создаваат уникатни дела. Тоа се ова утро во нашето студио Глигор Кузмановски и Биби Клекачковска, кои што ќе може да ги погледнете и од утре вечер, веќе од 20 часот во Природно-научниот музеј во Скопје, каде што ќе биде поставена меѓународната изложба на современ накид, флора и фауна и сигурно сум дека ќе уживате, а можеби токму некој уникатно парче накид ќе се најде и во вашиот дом или едноставно ќе го подарите некому. Бидете заедно со нашите уметници, дајте им ја поддршката и сето она внимание кое што го заслужуваат, затоа што прават нешто што не секој може да го прави и верувам дека со ова дела кои што имаат навистина непроценлива цена и вредности, се секогаш ќе ги красат вашите домови, вашиот аутфит и сигурно сум дека има и такви кои што уживаат и сакаат да бидат уникатни, а тука се уметниците кои што не знаат да повторат едно дело, секое дело кај нив е едно и единствено. Тука ќе правиме една музичка пауза, потоа следуваат рекламите, за да во 9:20 некаде од прилика свратиме повторно во студиото. Ни гостуваат представници од Театарот за деца и младенци и зборуваме за признанијата и наградите кои што успеа да ги соберат на меѓународниот фестивал во Подгорица за кукларство со представата Тоби.